Прилеп нема да добие карантин, ниту пак во градот ќе се воведат дополнителни рестриктивни мерки како што бараше општината. Министерот Венко Филипче, кој денеска го посети Прилеп, рече дека иако тука има благ пораст на инциденцата на ново диагностицирани случаи, постоечките мерки давале резултат. Кривата на ниво на држава била сериозно зарамнета. Имало благо намалување на притисокот во сите болници. Вака димензионираните мерки со затворени угостителски објекти после 21 часот, забрана за групирање практично во текот на целото деноноќе, еве постепено ја олабавува на ситуацијата и заеднички заклучивме дека нема потреба за дополнителна рестрикција, која што не би имала некаков позначаен ефект од тоа што го дават мерките кои што се сега на сила. Болницата во Прилеп е одлично организирана. Пациенти се сместени на 5 оделенија, мобилизирани се сите лекари и медицински сестри. Градоначалникот на Прилеп, иако пред само 2 дена, рече дека ситуацијата е крајно драматична и има застрашувачка тенденција на зголемување на бројот на нови случаи. Денеска изјави дека по направената епидемиолошка анкета доволни биле сегашните мерки. Ќе се предложило со преземање на локални мерки, како што бил апелот матичните лекари да се вклучат како волонтери во инфективното оделение. Вклучени се и понудени се околу 30 до 35 доктори во овој момент, така да ние ќе почнеме. Доволни се 5 или 6 во почеток, па секоја недела ќе се зголемува бројот. Најповеќе е за време на викендите потребно таква помош. Филипче истакна дека ќе имало доволно тестови за COVID-19 на ниво на држава, и брзи и PCR, а до нова година модуларни болници требало да добијат најкритичните градови во Македонија, како што биле прво Куманово и Струмица, а потоа Гевгелија и Струга. За Прилеп, иако беше ветена ваква болница, се оценило дека засега добро се менаџира со капацитетот на веќе постоечката болница. Во однос на вакцините за сезонски грип, министерот за здравство рече дека тие не биле завршени и дека ќе имало во иднина и следни тури.